Талат Џафери и Данела Арсовска се скараа кој да фати косилка. Техничкиот премиер ја повика градоначалничката да ја искоси тревата пред владината зграда, а таа му порача дека обврска му било сам да си го среди дворот. Околината на владата на Илинденска наликува на џунгла. Амбиентот е запустен, срамен и жален, со обрасната трева над 1 метар и отпадоци на секој чекор. Според Џафери, средувањето на дворот било во надлежност на град Скопје. Поред договореното и обврските, Паркови и зеленило, како јавно предпријатие кое што се грижи за изгледот на главниот град, е надлежно за таа работа. Владата ниту има предвидено средства, ниту па може да предвиди средства за работи кои што се надлежност на друга институција. И во тој контекст јас жалам што изгледа така, но секако и во изборите мислам дека соодветен одговор доби и градоначалничката во градот Скопје по однос на изборниот резултат. Арсовска возврати дека Џафери манипулира и лаже и дека не си ги знае надлежностите. Талат Џафери, ако досега не знае дека сам треба да си го уреди сопствениот двор, таа лекција ни денес нема да ја научи сигурно. Одведе премиерот отворено што кога излегува од дома до влада ги гаси попатно сите семафори и прави хаос низ градот. Не е ни очекувано дека би требало да знае што е негова обврска. Тој само знае какви бенефиции може да искористува. Јавно предпријатие Паркови и зеленило ги одржува градските булевари и паркови површини кои се во надлежност на предпријатието согласно закон, а ако сака веде премиерот Талат отворено да ги ангажира да работат во влада, за истото треба да се исклучи договор. Граѓаните на социјалните мрежи коментираат и прашуваат како владата, која е лицето на државата, дозволила зградата и околината да наликува на змијарник. Според нив, оваа катастрофална и очајна слика пред владината зграда е по заслуга на оние кои ја предводат државата. Со доаѓањето на власт на СДСМ и ДУИ, владата остана без ограда, но со нивното заминување, очигледно, запустена и обрасната со трева.